Она што значи големиот кањон во Колорадо, Тара во Србија, во Македонија е прекрасниот кањон во Матка. На само 15 на километри од Скопје, овде природата дала нешто што ретко може да се види во светот. Како со природната убавина, така и со ендемската флора и фауна. Ако овој природен локалитет не биде заштитен и ако се остави на негрижата на човекот и на забот на времето, тогаш можеме да се простиме од прекрасните погледи, а ќе се соочиме и со истребувањето на златниот орел, леопардовиот смог, лушпестиот гуштер, бувот и многу други уникатни примероци од фауната. А да не зборуваме за ендемските видови растенија, како Наталиевата рамонада, кошаниновата темјанушка и други. Тука се и огромните пештери, кои се предизвик како за спелеолозите, така и за туристите. Затоа Глобалниот еколошки фонд, невладината организација Фагриком, општината Сарај и градот Скопје презедоа несекојдневна иницијатива за спас на овој ѓердан на природата. Програмата за мали грантови на Глобалниот еколошки фонд, еден од проектите финансиран од областа биолошка разновидност, е во кањонот Матка. Зачувување на биолошката разновидност, но на тој начин да таа биде одржлива. Што значи, и после завршувањето на проектот, биолошката разновидност да не биде нарушена, него да остане во оној состав во кој што е. Одржливоста се прикажува на тој начин што тоа што го имаме ние сега треба да остане барем во тој однос и во тоа количество и за идните генерации. Биолошката разновидност е прикажана, деловите најважните видови од биолошка разновидност е прикажана на ова информативна табла. Во проектов се вклучени невладина организација, една невладина организација и локална невладина организација од општина Сарај, општината Сарај, градот Скопје, Министерството за животна средина преку своето експертско учество. Што значи за прв пат има партнерство каде што водач е невладина организација, ги обединува сите чинители, го води проектот и проектот потоа ќе биде одржлив. Пример каде што невладините организации, здруженијата на граѓани, можат и треба во иднина да добиваат одговорности како невладин сектор, како невладина организација, не подлежи на никакви влијанија за одржување на природно богатство на Македонија, во случајов кањонот Матка и нивната и неговата биолошка разновидност.
Проектот заштита и ревитализација на биолошката разновидност со промоција на одржлив туризам по должината на кањонот Матка, значи иницијално започна уште многу поодамна, во 2006 година, кога невладината организација Фагриком се здоби со планирачки грант од страна на Глобалниот еколошки фонд, односно програмата за мали грантови. Целокупниот проект започна со реализација оваа година, односно од февруар 2008 и е планирано да трае една година до февруар 2009 година. Проектот се реализираше и е финансиран од страна на Глобалниот еколошки фонд, програмата за мали грантови и градот Скопје како кофинансиер на проектот. Исто така тука и општината Саре, значи, учествува и даде придонес преку поддршка на работилниците наменети за локалното население. Целокупната вредност на проектот е негде околу $112,000, каде што околу $50,000 беа обезбедени од страна на Глобалниот еколошки фонд и околу нешто помалку од $50,000 од страна на градот Скопје како кофинансиер и околу $1,200-300 од страна на општината Саре. Исто така тука невладината организација Фагриком учествува со свое кофинансирање кое што е неготовинско. Основната цел на проектот беше заштита и зачувување на биолошката разновидност во кањонот Матка преку подигање на јавната свест кај посетителите и воедно промоција на еколошки одржлив туризам на подрачјето на кањонот Матка. Иницијативата започна од една основна идеја за заштита и зачувување на кањонот Матка, кој што е исклучително вреден споменик на природата, значи тој е заштитен и влегува во третата категорија на заштитени подрачја, кој изобилува со вредни геоморфолошки, хидролошки, флористички и фаунистички елементи и токму затоа е заштитен и прогласен за трета категорија на заштитено подрачје. Основната цел на проектот се реализираше преку неколку специфични цели, меѓу кои беше основната едукација и подигање на јавната свест кај посетителите за заштита и зачувување на биолошката разновидност во кањонот Матка. Втората специфична цел беше развој и промоција со локален економски развој преку промоција на еколошки одржлив туризам во кањонот Матка. Третата специфична цел можам да кажам дека беше еколошка едукација на локалното население. И четвртата цел што си ја поставивме преку проектот беше промоција на кањонот Матка како една прекрасна дестинација, како заштитено подрачје за сите посетители на Република Македонија и пошироко.